Почитувани граѓани, еве кои факти не ги слушнавте во пофолниот говор на господинот Ставрески денеска при прилогот на буџетот за 2015 година. Ке спомнеме две. Ова е само уште еден буџет предложен од владата на Груевски, што со сигурност ќе создаде нови 50.000 сиромашни семејства, кои што нема да може да ги платат своите сметки. Најверојатно итната година нови 50 семејства ќе побараат отпис на своите долгови. И ова е само уште еден буџет кој со сигурност ќе создаде нови задолжувања за граѓаните и ќе го доведе нивото на јавниот долг до неодржливи и критични 60% од бруто домашниот производ. Доказ за ова е гломазниот буџет од 3 милиарди евра. Еве што не е реално, само неколку поенти кои не се реални во најавите на Ставрески и владата. За 2015 година тие планираат вкупни приходи од над 163 милиарди денари. Зошто е ова илузија? За време на мандатите од кога Ставрески е министер, 7 години од прилика до сега, вкупните приходи никогаш во ниедна година не надминале 140 милиарди денари. За пример оваа година, до август, вкупните приходи изнесуваат само 92 милиарди денари. Со ова темпо, бидејќи ништо нема се смени, до крајот на годината повторно ќе останат вкупните приходи на ниво од само 140 милиарди денари. Убаво би било да се слушне на што го темели оптимизмот Ставрески, дека година на платата ќе му биде поголема. Во тоа нема сигурно да помогнат сите казни што може да се измислат на овој свет, бидејќи и граѓаните и стопанството се финансиски исцедени. Владата за 2015 најавува капитални расходи со кои постојано се фали на ниво од над 21 милиарди денари. Внимавајте, и за 2014 година владата планираше капитални расходи од 21 милиарда денари. Но еве реалноста. До август годинава, за 8 месеци, капиталните проекти се на ниво реализирани на ниво од 10 милиарди денари. На 4 месеци до крајот на 2014 тие се реализирани под 50%. Одговорот мора да го даде Ставрески, бидејќи не го кажа и ова во пофолниот одговор, туку само кажуваше дека државата постојано ќе има се повисоко ниво на капитални расходи. Она што секогаш со сигурност оваа влада го исполнува и наминува редовно во буџетските проекции е буџетскиот дефицит. Власта планира дефицит од над 18 милиарди. Исто како и сите претходни години, оваа цифра ќе биде помината за неколку милиарди. Со тоа ќе биде срушен достекашниот рекорд на дефицит од 2013 година, кога тој надмина 19 милиарди денари или 313 милиони евра. Што е логиката дека овој рекорд ќе биде срушен? Само до август годинава власта креирала буџетски дефицит од 276 милиони евра. Повторно со истото темпо кој што го рачунавме кај приходите, сигурно годинава ќе заврши со дефицит од рекордни 330 милиони евра и ќе помине повторно над 4% од бруто домашниот производ. Почитувани граѓани, сепак буџетот за 2015 година, како и сите претходни 8 години, мисли на една група граѓани. Тоа е мала група олигарси околу Груевски и Ставрески, кои во 2015 ќе го продолжат трендот на сопствеништво во сите профитабилни компании во нашата држава. Раст на економијата ќе нема, подобар живот за граѓаните за жал и во 2015 ќе нема. Благодарам.